Здраво, ова е второто бонус издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. При силниот карантин во кој што се наоѓа целиот свет, ќе има своји видни последици врз филмската индустрија, кои ќе се манифестираат во текот на годината. Голем број на филмски работници остануваат без можност за продолжување на продукцијата на нивните дела, па овој период е погоден да ја одвиваат предпродукцијата со комплетирање на сценаријата и договарање на екипата која би работела на нив, а проектите кои веќе се снимени и се наоѓаат во постпродукција го имаат фатено последниот воз за комплетирање, затоа што монтирањето на звук и слика само по себе е изолационен процес и нема да се рефлектира за спречување на завршувањето на филмовите. Дистрибутерите и продукцијските куќи, кои ги имаат финиширано филмовите со закажани датуми за нивно прикажување во киносалите, секојдневно се соочуваат со дилемата дали да го пролонгираат датумот на нивното прикажување во кино или да направат отстапка и премиерата на филмовите да биде на дигиталните стриминг платформи кои што ни се достапни. Секој со својата маркетинг стратегија пристапува на оваа проблематика. Во овој период на изолација се уште има здрава доза на нови филмови кои ќе бидат понудени на гледачката публика, меѓутоа ако карантинот потрае, тоа ќе значи дека ќе се потрошат залихите за новите филмови и ќе дојде до несакан застој. По завршувањето на карантинот се зборува во Холивуд за евентуално организирање на писателски штрајк, така што и по завршувањето на карантинот мислам дека ќе треба да помине време светот да дојде до својата нормала. Во кино се отворија киносалите за краток миг, меѓутоа луѓето се плашеа да одат во нив и повторно се затворени. За среќа тука се дигиталните стриминг платформи од кои што извира ова доза на неделен point of view, со која ќе ви препорачам 5 филмски остварувања, кои ми оставија впечаток од изгледаните 30 филмови, предлози кои може да ги погледнете во удобноста на вашиот дом, а на крај ќе споменам неколку филмски остварувања од минатото на кои им се навратив или па ми беа пријатно откритие дури за мене. Сакам да го започнам прегледот со еден лежерен авантуристички анимиран филм, станува збор за Away на Генс Зилбалодис, кој комплетно е сработен од неговиот режисер, која прави 3D анимацијата и музиката на ова дело, во кое едно момче и едно врапче патуваат во зачудувачки земји, прогонети од едно сценично битие, кое момчето на мотор го мотивира да истражува нови пространства. Филмот е поделен на поглавја, од кои се состојат авантурите на момчето трагач, со впечатлива позадина, одлични природни пространства, кои вклучуваат искачување на снежен планински предел, возење по замрзнато езеро и за мене највпечатливата сцена со извориштето на вода со стотиците мачки. Филмот нема говор, но сосема е разбирлив неговиот тек и е едно убаво доживување за најмладите гледачи. Меѓутоа, кога сам човек работи, многу аспекти на продукцијата може да бидат одбивни, како што е дизајнот на ликовите, кои немаат многу детали и се нацртани на најекономичен начин, за да може да се комплетира процесот на што е можно поефективно, аспекти во кои губи остварувањето на квалитет. Секако дека не може да се мери со Primal на одличниот Тартаковски, но е впечатливо и смело остварување во кое Зилбалодис се има нафатено, смелост за која треба да биде пофален. Downhill на Нед Фексон и Джим Реш, двајца актери со енормно глумечко резиме, кои го имаат режирано The Way Back, го снимаат овој излишен ремейк на Форс Мажур на Рувен Ослунд, режисерот на прекрасниот The Square, за кој ви говорев уште во првата сезона на Видеологија, а во денешниот преглед го вклучив Downhill од истата побуда од која го вклучив минатата недела Human Capital, да ве мотивирам да го погледнете одличниот Форс Мажур, кој не само што ја содржи оригиналната идеја за рефлексниот кукавич лук на родителот,
туку на соодветен начин, преку дозираниот европски хумор, ја прикажува детеријацијата на едно семејство по надоаѓањето на лавината. Во ремейкот глумат комичните актери со одличен тајминг Джулија Луис Дрейфус и Вил Фарел, кои внесуваат значителна доза на хумор во мелодрамата, а филмот го снима оскаровскиот кинематографер Дени Коен, така што и тоа како е примамлив за око. Меѓутоа, има едно лавинско меѓутоа кое се симнува по планината. Не само што нема нов пристап на приказната, нема никакво технолошко апдейтирање на филмот кој не е ниту една деценија стар. Ова е уште еден мрзелив обид да се ремейкува европски бисер за американска публика која е неписмена да чита превод, па мора да гледа американски адаптации на европски филмови. Ако не сте го погледнале оригиналниот филм, сторете го тоа. Ако сте го гледале, заобиколете го ремейкот кој играше оваа година на Sundance. Underwater на Вилијам Еубанк, режисерот на научно-фантастичниот The Signal и Love, го снима овој јануарски подводен блокбастер во кој што екипа на океански истражувачи, кои се составен дел од експедицијата која ископува на дното на океанот, ќе бидат потресени од силен земјотрес, кој ќе ги потопи нивните простории и екипажот ќе мора да избега од новооткриената закана, која ги демне во океанските бездни. Кинематограферот, кој соработува со Гор Вербински, Бојан Бризели и продукцијскиот дизајнер на филмовите на Кристофер Нолан и М. Найт Шајмалан, на Аман Маршал, успеа да ме прелажат дека во првите 20 минути гледам верзија на Alien која се одвива под вода, што беше одличен вовед во делото, кое во вториот чин го загуби секој можен правец во лавиринтите на просториите, додека не дојде до подводниот Кловерфилд, кој наместо да биде одвратна кликаница, можеше да биде релевантно лавкрафтовско чудовиште, кое чмае во океанскиот амбис и ги чека новите жртви кои ги нарушуваат законите на природата. Меѓутоа, тој филм нема да го погледнете, затоа што режисерот не бил способен да создаде нешто уникатно и невидено, а најмалку умее да го задржи вниманието на гледачот до самиот крај. Кристен Стюарт е прекрасна како подводна Рипли, меѓутоа филмот е едно промашување на одлична идеја за кое ми е мак. Вреди да се гледа овој хорор филм во кино, поради епската димензија на визуализацијата, но не вреди за парите. Вивариум на релативно непознатиот ирец Лоркан Финеган, кој претходно го има снимено долгиот Without Name, снима филм за еден млад брачен пар составен од соодветно избраните Джеси Ајзенберг и Имоджен Поц, кои го бараат совршениот дом на пат кој ќе ги одведе до еден сомнителен раководител во агенција со недвижности, кој ќе ги однесе до идиличната населба Јондер, кај што ќе им покаже еден од идентичните домови во населбата која е градена како лавиринт, од кој нема излез, во што многу брзо ќе се увери младиот пар, кој нема да може да се замине дома, затоа што ќе заглават во овој присилен дом до кој водат сите патишта. Тие добиваат мистериозни пакети со храна и еден ден ќе пристигне во пакет бебе со назнака да го одгледуваат како да е нивно. Ова идеја, која како да е пресликана од некој заборавено Twilight Zone сценарио, има своји недостатоци, затоа што артифицијалниот свет со нацртани облачиња изгледа како од некоја сликовница, а мутирањето на детскиот глас не само што не е морничаво, туку е и аверзивно. Цикличноста на приказната додава на предвидливост на делото, но употребата на логиката од цртаните филмови уништува секој обид да се направи од ова идилично предградие кошмарна населба во која би биле загрозени ликовите. Тука најмногу потврди филмот, кој имаше можност да вметне радикални решенија во овој свет, поставен сам за себе, доколку храбро си поиграше со животите на затворените присилени родители во оваа стапица. Мрзеливоста си го прави своето и овој е уште еден од филмовите кои ја молзат убавата научно-фантастична идеја до смрт, иако продукцијскиот дизајн на Филип Марфи од Into the Badlands е прекрасен. Advantages of Traveling by Train на Ариц Морено, прв негов долгометражен филм, по неколкуте луцидни кратки филмови,
Снима бизарен антолошки филм поделен во 3 поглавја, во кој една жена, која што бега од незиното мрачно минато, се пресретнува во воз со психијатар, кој и го прераскажува првиот сегмент од филмот за еден негов пациент, кој оди да војува во Косово, кај што склучува пакт да носи деца од Западот, за да се снимаат снаф филмови со нив на Балканот. По оваа грозоморна приказна, патничката во возот ја пленат останатите случаи и ја дознааме подредената приказна за жената која изигрува куче на незиниот дечко, за на крај да финишира филмот со вадење на зачудувачка приказна од еден хендикеп. Филмот е работен на култната шпанска продукција Filmax и факт е дека има за цел да екранизира неадаптабилна новела, исполнета со настраности и извитоперености во една мултижанровска творба во која ерос и танатост непречено танцуваат. Иако режисерското неискуство е забележливо во ширењето на овие дивергентни приказни во една целина, смелиот пристап во нивното реализирање ќе го вброи овој филм во еден од најбизарните за 2020 година, кој ќе биде заборавен и повторно откриен во иднина како култно остварување. Филмот е наменет исклучиво за љубителите на луцидната и настрана кинематографија. Доколку не ви звучат примамливо овие филмови, тогаш може да ги погледнете комичната криминалистичка мелодрама Blow the Man Down, музичкиот документарец Slave to the Grind, комедијата The Day Shall Come и авантуристичката адаптација на новелата на Джек Лондон The Call of the Wild. Во сегментот наменет за заборавените филмови на полициите на нечии дамнешни видеологии, налетав на неколку остварувања оваа недела. Првично планирав да ви говорам за тоа колку прекрасно е снимен Perfect Sense, за убавината на интимните сцени на Иван Макгрегор и Ева Грин во овој филм и за уникатниот начин на кој е прикажано масовното ширење на заразата со нарушувањето на сетилата и каков удел има сето тоа во светот во мало, но сметав дека преку глава ви е дојден карантинот, па уште да гледате филмови за зарази, па затоа ќе ви говорам за нешто сосема поразлично. Имено, првиот филм е предлог на еден мој пријател, станува збор за унебесната комедија Клаун во режија на Микел Норгард од 2010 година во копродукција на култната Зентропа, во која со цел да го докаже својот татковски потенцијал на неговата бремена девојка, Френк условно кажано го киднапира незиниот 12 годишен внук и го понесува заедно со себе на викендашката забава на патувањето со кану, кое го организира неговиот пријател Каспер, кое вклучува секс, дрога и баханалии од секаков тип. Не сум изненаден што Тод Филипс ги купил правата за ремейкување на овој филм во САД, поради хенговер фотографиите на крајот на филмот, како и бизарните сексуални потфати кои се прикажани во делото, кои успеале да завршат во филмот во Европа, но не знам како сексуалните непрепознавања и ескапади ќе поминат под бордот на цензори во САД. Меѓутоа, филмот е вулканска ерупција на луди авантури, шармантно кокетирајќи со догме естетиката, за доближување на непредвидливоста и глупавоста на постапките на ликовите, кои не сакам да ви ги објаснам и обелоденам, со цел да може да уживат во нивните глупости. Овој пат ќе направам одстапка и ќе ви предложам уште две други остварувања на еден ист режисер, затоа што сметам дека филмската едукација во нашата држава е на завидно ниско ниво и нема тоа во догледно време да се промени, за жал. Овој заклучок го алудирам затоа што многумина не се запознаени со постоењето на голем број уникатни жанровски потфати кои имале значаен удел во минатите години, посебно во доменот на Grindhouse естетиката. Овој голем пропуст ќе биде воочлив во мигот кога ќе ги спомнам овие филмови за кои за прв пат ќе слушнете дека постоеле под оваа етикета, а во дадени ситуации сте биле изложени на нив. Станува збор за две дела на одличниот Марк Хартли, кој самиот направи да бидат достапни на неговиот Vimeo канал. Станува збор за Not Quite Hollywood, The Wild Untold Story
of Exploitation од 2008 година и Electric Boogaloo The Wild Untold Story of Canon Films од 2014 година. Првиот го гледав во периодот кога се појави и ме израдува фактот што Тарантино говори за љубовта кон австралијанските експлоатациони филмови на Брайан Тренчер Смит со страст и посветеност и фактот што Джейми Лин Кертис се нафатила да говори за незиното не баш пријатно искуство од снимањето на Road Games. Меѓутоа, ова е одлично остварување кое што во целост ги потенцира сите квалитетни австралијански експлоатациони жанровски остварувања кои што треба да бидат погледнати. А Electric Boogaloo е посветен за ерата на лудите канон филмови кои го затекнале Холивуд во една преодна фаза, применувајќи го моделот на Роџер Корман за снимање за малку пари, но правејќи експлоатациони филмови со здрава доза на голотија и насилство, од кои произлегува филмски звезди како Чак Норис, Чарлс Бронсон, Сталоне, Ван Дам и ред други акциони актери. Така што ова се две документаристички богатства, кои секој љубител на филмот мора да ги погледне и да се насмевне, не само за да се прошири видикот на филмовите, туку и да се најде нов начин на изразување на почит на различните гласови, кои што успеале да создадат своји уникатни дела, кои што влијаеле на естетиката на Тарантино и останатите одметници на Холивуд, кои ги направиле да изгледаат така како што изгледаат тие филмови денес. И истите тие автори имаат безрезервна почит кон Grindhouse естетиката. Доколку ви се допадна бонус изданието на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!